До крајот на октомври сите овоштари кои имаат предадено индустријско јаболко кај регистрираниот купувач оваа или дел од минатата година треба да поднесат барања до платежната агенција, бидејќи со ребалансот на буџетот се обезбедени 160 милиони денари за исплата на субвенцијата за индустријско јаболко. Ова го изјави министерот за земјоделство Трајан Димковски на почетокот на бербата на јаболка. Што повеќе конзумно јаболко, што помалку индустријско, затоа што тоа ја зголемува и цената и вредноста на вкупната берба. Министерството во последната година дена постојано сме во контакт со овоштарите од Преспанскиот регион. Направивме неколку интервентни мерки, односно неколку нивни барања, разговарајќи ги прифативме се со цел да ја одржиме јаболкото да го имаме на овој реон и секако одржување на младите, и тука можевме да увидиме како и самите задругари се организираат, каде што претежно млади овоштари се здружени се со цел подобар пласман и постигнување на подобра цена на самото јаболко. Она може да напоменам дека тече, дека до крајот на октомври треба да се пријават сите оние кои што имаат предадено индустријско јаболко оваа година и минатата дел од нив, затоа што планот е некаде веќе со ребалансот на буџетот околу 160 милиони денари се обезбедени за исплатата токму на она индустријското јаболко која минатата година ите како доминираше и некаде околу 50.000 тона беа откупени и извезени, се со цел задржувањето на производството, така да со мерките продолжуваме оваа година веќе заедно во договорот со овоштарите. Оние 3 денари кои беа ги преточивме во површина по хектар и очекуваме ова прва година, наместо да разговараме за одредени проблеми, да разговараме како подобро квалитет да имаме, како подобар пласман да направиме, а ние од наша страна се обидуваме да промовираме и на нови пазари. Пред се кога зборувам за нови пазари, тука ги зборуваме Јордан, Египет, Иран, надвор од она што традиционалните што ги имаме према Русија и Украина. Годинава субвенциите за одржување насади се зголемени од 33.000 денари на 41.000 денари по хектар, а за оние овоштари кои имаат од 1 до 5 хектари, поддршката расте од 39.600 на 50.000 денари по хектар. Дополнителни 15% добиваат повисоки субвенции овоштарите кои имаат насади во подрачја со ограничени можности над 700 метри надморска височина или 57.500 денари по хектар, велат надлежните. До сега се исплатени 114 милиони денари за интервентна субвенција од 3 денари за килограм предадени јаболка во преработувачки или откупувачки центри до 25 декември 2018. Ова интервентна мерка Министерството ја донесе со цел да се покријат загубите на овоштарите поради проблемите кои што се јавија при откупот на јаболка во 2018 или да се ублажат последиците од временските непогоди во изминатиот период. Претходно исплатена е и основната субвенција за одржување овошни насади со јаболка во износ од 369 милиони денари.